Алекс, син на Михаил. Зариф е ќерка на млекарот Рамис. Заклучено е дека скришно сте се гледале и ве фатиле во бегство. Така е, Кадија, скришно се среќавале. Сакале да избегаат. Нечесна девојка ги заведува мачите во селото. Обесете ги Тишина! Тишина! Вистина ли е тоа? Што велиш ти? Одговори. Ние се сакаме, Кади Ефенди. Доколку двајца се сакаат и тоа го сметате за вина, тогаш ние сме виновни. Доколку си од друга вера и поради тоа си виновен, виновни сме. Види го безобразен. Види безобразен што зборува. Абе, треба Молчете, ќе ви избркам сите надвор. Нас не создал истиот Господ. Зошто овој гнев? Зарифе воопшто не е виновна. Јас ја грабнав неа. Не за себе, туку за неа се исплашив. Се исплашив од вашите стапови, а најмногу од се, од вашите тешки зборови. Кади Ефенди, овде што и да кажам, тие ке сакаат да ме казнат. Нека казнуваат, ама само мене. Само мене. Зарифе нека ја поштедат. Зашто не е виновна? Тоа ли е се? Завршив. Седни. Повикајте ги војниците што ги заробија во Битола. Стави ја раката на куранот. И заколни се дека ќе ја кажуваш вистината. Се колнам. Ти ли ги фати овие? Да, господине. Ги фативме на железничката станица. Лично ги предупредив да застанат, меѓутоа почнаа да бегаат. Што се случи потоа? Потоа се предадоа, господине. Сега погледни ги убаво. Овие ли се тие што ги фати? Да, господине, тие се. Може да одиш. Уште малку остана, Фатма. Издржи. Издржи. Издржувам. Сакам да заврши, да ја земеме нашата керка и да одиме дома. Да, ајде да се одиме. Со изјавата на сведоците вината е потврдена. Алекс, син на Михаил, Зариф е керка на млекарот Рамис, се видени на железничка станица во Битола како се обедуваат да побегнат. Врз основа на изјавата на сведоците се дознава и се утврдува дека осумничените известно време се во блискост што е спротивно на етичките правила. Не слушам. Врз основа на законите за однесување, поради постапките спротивни на моралните закони, се осудуваат на по 3 дена затвор. Што? Иде на затвор? Амо што зборувате ми е, бе? Ово треба да се убие, бе. Тишина! Не луѓе! Кади Ефенди, Повелете, господине Кајмакам. има сведоци кои тврдат дека направиле прелюба. Што велиш ти? Лаже, Кади Ефенди, лаже! Клевета е! Нечестник еден. На што личи Добро, ова? тишина. Семо, Кој е тој Кајмакаме? Нека дојде. Донесете ги. Лаже, Кади Ефенди, лаже! Лага е ова. Ова е лага. Лаже, Кади Не е Ефенди! возможно, ова е лага. Со кое право ги извади овие од затвор кај Макабе? Тие се сведоци. Овде се за да победи правдата. Ова е лага. Очигледно е наместено. Замолчете се. Седнете на место. Седнете. Кој си ти?
Јас сум бугарот Димитри, син на Патрик. Јас и моите пријатели ги видовме Алекс и ќерка му на млекарот. Беа заедно, господине. Тој лаже! Кажи што виде. Овој човек е член на банда Арамија е. Овие се убици. Арами и Кади Ефенди. Замолчете, ќе ви уапсам вас. Седнете на место. Кади Ефенди? Ќе ги слушнете сведоците или ќе дозволите овие луѓе да го прекинат судењето? Замолчете сите. Што виде? Раскажувај. Ги видов како прават прељуба. Алекс. Не е можно такво Лажат, нешто! лажат. Што се случува Што се сега? бури? Тишина! Видете, Може би на вистина Замолчете виделе. се. Може овој тие човек се е бандит. сведоци. Арамија е. Кади Ефенди, ние ги видовме. И ние ги видовме. Немојте! Овие. Извинете се, немојте, еј! Ќе убијам да знаеш. Чекајте ме! Однесете ги сите во притвор. Ајде и овие нагор. Какво е ова глупост овде? Ќе те убијам, Димитри. Вини се, Фатма, чекајте некој! Однесете ги Ќе те убијам сите. тебе. Држи се. Вини се, Сите однесете ги во притвор веднаш. Веднаш да се однесет во притвор. Лажговци се. Проклети да се. Пушти ме. Не се наоѓате вие веднаш веднаш се стави во притвор. Испркајте ги сите надвор. Лажат. Не е вистина. Тишина. Сите да замолчат веднаш. Вахиде. Кадија! Вахиде. Пусти ме, ќе го убијам. Вахиде, Кирко. Димитри, Пустете ветувам дека ќе те казнам за ова да знаеш. Пустете ја. Ќе те убијам, ведете ги овие. Ти ветувам дека ќе те убијам. Надвор, надвор. Ајде однесете ги надвор. Кади Ефендија? Ве молам ти! Седни на местото и тебе ќе те Ајде однесат надвор. во притвор. Тргни ги раците од мене. Излегувајте! Пушти ме. Излегувајте! Ова е неправда, а вие помагате во тоа. Пушти ме. Објавувањето на војна треба да ни биде последен избор. И почитуваниот Паша сака до последен момент да се потрудиме да најдеме решение на дипломатски начин. Дипломатијата е искористена до крајни граници за Паша. Меѓутоа, едностраниот агресивен став на грчката држава ги затвори сите врати. Сите! Не велете така, Тефик Паша. Дипломатијата повторно може да ја отвори затворената врата. И да знаете, господо, не е лесно да се надомести штетата од војна. Изет Паша е во право. Пред да направиме еден чекор, треба добро да размислиме. Ако не се реагира на време, неизбежно е распаѓање и поделување на оваа држава. А токму тоа е тоа што не може да се надомести, господа. Предложите завршија, господа. Преминувам на гласење. Јас ја прифаќам одлуката на мнозинството. Бегањето од војна е самоубиство. Неизбежна е смртта во борба за држава која се распаѓа. Предлагам да го прекинеме гласањето за да излеземе пред почитуваниот султан. Гласањето е прекинато. Судењето го одложувам за утре по пладневната молитва. На Чичо кај макамот. Не би направила такво нешто, нели, Фатма? Не е можно моето гулапче да направи такво нешто. Не би направила, Рамис, не би направила. Кади Ефенди?
Јас сум Ахмет Екрем, командант професор на војната школа во Битола. Повелете, команданте, ве слушам. Правите голема грешка. Луѓето што ги донел кај Макамот како сведоци се арами, Што сакате да кажете, господине? апсурдно е со сведочењето на овие да обвините двајца невини луѓе за прелюба. Јасно ми е, команданте. Но може ли да ми кажете каква корист би можело да има од лажното сведочење на овие разбойници? Тоа треба да го прашате господинот Абдул. Команданте, немате право да го обвинувате кај Макамот за такво нешто. Пријатен ден. Зарифе? Дадо. 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 Јас не направив ништо лошо. Се колнам во се што имам. Ништо лошо не направив. Ништо. Знам, дадичке, знам. Мустафа ние, Знам, Алекс. Нема потреба да објаснуваш. како може да го направат ова на Зарифа? Сите ќе ги убијам. Ќе го убијам и кај Макамот. Димитри! Ќе го убијам и Димитри! Смири се. Сите ќе ги убијам! Сите ќе ги убијам, до еден! Смири се. Смири се, ајде. Ќе најдеме некое решение. Дојди, седни овде, ајде. Ние сам војна само да се направи добар слава. Не може. Во целост го поддржувам се до тоа што го кажавте, Риза Паша. Меѓутоа, одлуката која ќе донесеме, во никој случај нема да биде пред одлуката на султанот. И јас мислам исто како големиот везир Риза Паша. Трудот кој го вложивте заслужува пофалба. Меѓутоа, не знаеме како ќе влијае предлогот на Изет Паша врз нашиот султан. Сигурен сум дека се пожалил од мене кај султанот дека сакам да има војна. Се извинувам, господа. Султанот го чека генералот Риза Паша да оди кај него веднаш, ве молам. Заврши оваа работа. Заврши. Зарифе ја зедоа. Вахиде ја зедоа. Што сакаат од нас? Што сака овој нечесен кајмакам? Смири се, Рамис. Кадијата уште не донесе никаква одлука. Сигурно кадијата нема да поверува што викаат тоа арамиите и да ги уапси Алекс и Зарифе. Алекс, ти реков јас, нели? Не се излегува лесно од овде, Алекс. Зборувај! Алекс! Што сакаш да ми кажеш? Зборувај! Признај! Алекс! Зборувај! 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 Алекс, престани! Кажувај! Алекс, немој! Кажувај се! Доста, Алекс! Ти реков да зборуваш! Зборувај, лашко! Алекс, пушти го, инаку ќе пукам. Алекс, престани!
Што се случува, команданте? Како можеше да направиш такво Не нешто? може да Кај влезеш Макаме? така во мојата канцеларија. Ајде веднаш излезете. Во спротивно знам како да ви извадам. Писару, повикај ги војниците. Лажно сведочиш кај Макаме. Зошто го правиш ова? Што се кажат тие деца? Веднаш изнесете ги надвор овие. Веднаш. Чекај! Ви велам веднаш надвор. Ајде надвор. Чекај! Кај Макаме, знаете ли колку луѓе загинаа во планините за да ги фатам тие разбойници? Знаете ли колку села беа нападнати и изгорени? А ти убици ги носиш во судница за да сведочат против двајца невини луѓе. Не знам што се случува, ама сигурен сум дека ти од ова имаш некоја корист. Ке платиш за сето ова што го направи кај Макаме. Биди ти син на кого сакаш, ама ке платиш за ова, ти се колнам. Излегувајте надвор и вие. Излегувај надвор. Мама доаѓа. Ајде, Фатма. Каде е деда Зарифе и деда Вахиде нема? Мамо, зошто плачеш? Како помина судењето, Фатма? Малото воопшто не плачеше, многу беше мирно. Да си жива, Муневер. Ние одиме. Одиме. Оди со здравје, да не се грижиш. Со здравје. Со здравје. Не се праведни како нас. Не се праведни кон Зарифе. Со лажни сведочења обвинуваа Зарифе. Алекс, смири се малку. Како да се смирам? Без причина една девојка. Добро, Алекс, ајде престане веќе. Грешиме. Што и да се случи, треба да имаме доверба во судството. Во ова ли судство? Да, во ова судство. Мораме да имаме доверба во правдата, Алекс. Што ќе беше да немаше правда? Ќе ве линчуваа и тебе и Зарифе. Ќе ве раскинеа. Само преку судење можеме да дојдеме до правдата, Алекс. И јас не се воздржав на судењето. Ама еве, погледни, гледај што се случи. Само себе си наштетуваме. Јас сега треба да бидам таму. Треба да застанам пред Абдул. Пред сите тие негови лажговци треба да се исправам цврсто. А јас сум тука. Мораме да имаме доверба во судството, Алекс. Доколку немаме верба, подобро е во ништо да не веруваме. Не знам, Мустафа. Веќе не знам ништо. Не знам.
Не сакаа сами да спијат. Им реков овде да спијат. Dobro si napravila. Ти што направи? Ja se šetav niz kuća. Fatma. Mnogo je tivka kućata. Mnogo. Slušni. Воопшто нема глас. Дадо? Памтиш ли, кога бевме мали имаше едно кученце? Карабаш се викаше. И ногата му беше скршена. Памтиш? Паметам. Што се случило со него? Кога игравме во ливадата, дојдоа девојчиња. Го донесоа Карабаш. Му заврзале лименки на опашот. И ногата му беше скршена. Сиротото трчаше со три нозе. Децата се смееа, се забавуваа со неговата болка. Потоа видов фрлаа со камења и јас фрлив. Памтиш ли, Дадо? Да, паметам. Денес на судењето се сетив на тоа. Како се забавуваа со болката на тоа кученце. Така денес се забавуваа со мене. Многу се растажив. Не ги гледај ти нив, Зарифе. Секи се среди. Што сака кај макамот од мене? Зошто не клевети? Ке дојде денот и тој ќе плати за се. Што бараш ти овде? А ако се смирите, ќе ви кажам. Ситуацијата е лоша. Прељубата се смета за голема вина. Губи се одовде, нечестнику! Во твои раце да ја спасиш сестра ти, Вахиде. Знаеш што сакам јас. И порано сум ти кажал. Ако прифатиш, така ќе ја спасиш сестра ти. А ако не прифатиш... Вие не видовте ништо. Во собранието е двумие во врска со одлуката за војна. Оваа одлука ќе биде многу важна одлука која ќе ја реши иднината на државата. Доколку вие прозборите, собранието ќе се реши на војна. Ќе можете ли да ја преземете таа одговорност, Паша? Моето мислење е во корист за обстанокот на нашата држава и владење на падишахот. Спремен сум и да умрам за таа цел. Меѓутоа, тоа ќе биде многу лошо за османлиската држава, доколку ја изгубиме оваа војна. Нашата војска е спремна и доволно силна војната да заврши со победа, султано мој. Лошо е и има опасност државата да се распадне доколку молчиме и не преземеме ништо против грчките интриги. Покажете ми како треба да се действува, Паша. Војската во Јанја е засилена. Таму ќе останеме во одбрана. Војската која е во раководство на Елем Паша од три страни ќе премине граница и ќе го обиколи преминот Милвона. Првата страна се единицата на Мендух и Хајретин Паша. Да? Командантот Ахмет Екрем сака да се види со вас, Паша. Нека влезе. Повелете, команданте. Ви благодарам, Паша.
Мака, тука ли сте вие? Кој го направи ова? Кажувај кој го направи ова? Господине! Кажи ми кој го направи ова? Во спротивно и тебе ќе те убијам. Кој го направи? Господине, не знам вие зашто зборувате. Сите веднаш да се соберат надвор. Веднаш! Ајде надвор! Да, господине. Јас ги пренесов одовде до Песочан. Знаете дека ситуацијата е многу чувствителна. Народот беше револтиран, поради тоа замоли да се превземат безбедностни мерки во влезот на градот. Меѓутоа, кај макамот на Песочан, а во исто време вашиот син господин Абдул не ги превзема потребните мерки. Народот беше многу револтиран. И, што е најважно, Кој го направи ова? Кажете кој го направи? Ако тој што го направи ова не отстапи и признае како маж, се колнам сите, ќе ве разрешам сите до еден. И тие што се невини ќе останат без работа. Сега кажувајте, кој го направи ова, прашувам? Јас го направив. не, господине. Јас. Не. Јас го направив. Јас го направив. Јас бев. Јас бев. Јас бев. Јас бев. Јас бев. Јас бев. Јас бев, не е тој. Не, јас бев. Како можете да го обвинувате син ми за ваква гнасна интрига, команданте? Што си замислувате вие? Видете, почитувам паша. Не сегам повеќе да ве слушам. Излезете надвор. Почитувам паша. Излезете надвор. Донесете ги сведоците. Стави рака на Библијата. Се колнеш ли во вистината? Да. Раскажувај, што виде? Ние со пријателите одевме кон колибата, за да се одмориме. А кога се доближивме, видовме дека има некој внатре. Потоа влеговме внатре. Таму го видовме Алекс со оваа девојка во една непријатна состојба. Тој лаже! Ќе те убијам, бе! Ќе те убијам! Ти седни на место. Седни на место. Што сакаш да кажеш? Каква состојба? Правеа прелюба. Клевета е! Лаже! Кади Ефенди? Молчи. Видовте ли и вие? Да, видовме. Сведок ли си? Да, сведок сум. Ти сведок ли си? Да, сведок сум. И ти сведок си? Се колнам во Библијата, не ја допрев, Зарифе, не ја допрев! Молчи, не зборувај. Кади Ефенди, доколку дозволите, сакам да кажам нешто. Повелете, господине. Личностите кои што сега ги слушате како сведоци се арами и членови на банда, кои многу пати ги нападнале селото, убиле невинни жени, деца. Додека ги судите овие млади за толку чувствителна тема, ве замолувам да не заборавите дека овие луѓе не се доверливи луѓе. Господин Дилавер, тоа што сведоците се обвинети не ги спречува за да може да сведочат. Вие знаете какво е правото. Сигурно го знаете. Да, точно е, меѓутоа... Доколку нема друго што да кажете, ќе ја кажам одлуката.
Со изјавата на овие луѓе ќе донесете погрешна одлука кади ефенди. Погрешна одлука. Odluka. Зариве, керка на млекарот Рамис и Алекс, син на Михаил, кои беа обвинети за прелюба и односи спротивни на етиката. Со сведочењето на четворица сведоци утврдено е дека е извршена прелюба. Кај макаме слушнали што рече? Рамис Ефендија, седни. За секој од осудените донесена е одлука казна со камшикување, а обвинетиот Алекс да биде протеран. Донесовте погрешна одлука, Кадија! Погрешна одлука! Кадија, како можете да им верувате на овие? Како можете да ги слушате овие? Овие се разбойници, убици! Значи и ти им веруваш на овие. Срам да ти е. Срам да ти е. Срам. Срам да ти е, Кадија. Срам да ти е. Војници, одведете ги осудените. Предпоставувам дека последните акции на границата ќе бидат доволни за целосно да ги изнервираме османлиите. Ниту еден грчки војник не ја помина османлиската граница. Тие што се таму, живеат во земја која и припаѓа на Грција и со право сакаат да се вее нивно знаме. Сигурни сме дека е така. Заедничка цел ни е османлиската држава да ја снема од Европа. Ме разбирате? А цела Европа е согласна со ова. Но јасно е дека Европа нема да дозволи Македонија да има нова граница поради грчко-турската војна. Македонија е на Грција. Не, екселенцио. Македонија е на Европа. Европа е на сите нас. Нема да има победник во оваа војна која ја започнавте за поголема Грција. Ке има две поразени земји. Едната слабата османлиска држава, а другата сте за жал вие. Почитувани членови, нашиот султан владител му пренесе на Советот дека донесе одлука за објавување на војна против грчката држава. Нам ни преостанува да направиме се што е потребно и да ја потврдиме одлуката за војна. Господ да го благослови и да му биде на помош на величествениот султан Абдулхамид хан. Амин. Амин. Народе, видовте каков е крајот на оние што се однесуваат спротивно на моралните правила. Казната што ја изрече кадијата, нека биде пример за сите.
Сите нека знаат што ќе им се случи доколку ги прекршуваат законите и правилата во оваа држава. Ќе ги казнам јас. Со собствени раце ќе ги казнам. Sevmeden yaşanır mı dağda, kavuşur mu ağlasam doyan olmaz ki. Can veren bizi gördü rüzgarın, eli değdi müjdemi soran olmaz ki. Bahçeler bizim olsa hasretin, dağı dersek ismini bilen olmaz ki. Aynı cennet aynı, tenimiz kanımız hep aynı, aynı rüyalar bu aynı. Smiri se, Kirko. Ayrılık gece olsa günlerin sonu gelse baş başa kalan olmaz ki. Нашата држава и објави војна на Грција. Што? Господ нека ги направи османлиите победници. Ај повтори. Нашата држава и објави војна на Грција. Господ да ги направи победници османлиите. Gökyüzü bizi görse Tanrı'nın, cennet bu aynı, canımız acımız hep aynı. Каде е да ми Зарифе, мамо? Тука е, тука е. Полека. Полека. Полека, Рамис. Зошто да Зарифе не оди сама? Ништо не е јагнен само, изморена е, затоа не може да оди. Дадо, ајде, одете и земете го Хусмен. Ајде. Дечиња, одете и вие со мајка ви, со дада Меријам, ајде. Започна војна, луѓе! Али Осман им објави војна на грците! Започна војна, слушнавте ли? Ковачу Мустафа, започна војна! Слушнавте ли? Војниците на султанот нема да им простат на грците! Започна војна, народе! Започна војна! Лезете. Се извинувам затоа што ве вознемирувам, екселенцијо. Пристигна еден многу важен и таен документ од владата на османлиите. Треба да ви го врачам веднаш. Повелете. Не е тешко да се погоди.
Сакаат веднаш да ја напуштиме државава. Сообщение до сите службени лица одговорни во Битола и останатите градови во Македонија. Под 1. Да се соопшти бројот на војниците воените резерви во наоружување и муниција. 2. Војниците расположливото наоружување муниција веднаш да се донесат во состојба на готовност. 3. Количината на резервите на храна. Под Б. Итно собирање на потребните средства од селаните. 1. На секои 3 семејства по 2 вреки брашно. 2. Од секое семејство по 2 пара обувки и 2 пара чорапи. Го добија тоа што го заслужија. Продолжи. 2. Вахиде, донеси завој. Во ред. Нека биде влажен. Во ред. Ќерко, душички, Повели Мустафа. Зарифе, убава моја ќерко. Тато. Мамо? Кажи, Кирко, кажи. Кажи. Понежно, понежно. Мустафа. Алекс, добар ли си? Добар сум. Ти добар ли си, дедо? А? Добар. Добар сум, бе, синко. Добар. Ете, готово е. Види, готово е, гулабице моја, готово е. Дадо, дојди. Мамо? Тато? Кажи, кажи, дедо, кажи. Лажат. Се кулнам дека лажат. Лажат. Знам, Кирко, знам. Мамо, Кажи, чедо моје, кажи. многу ми е срам. Не можам никого да погледнам во очи. Сите мисла дека јас... Молчи. Молчи, не зборувај така. Што мислат сите? Кои се тоа сите? Ние знаеме кои се тие. Тие сите не поверуваа во вистината, поверуваа во лагата. Тие нека се срамат, ти нема зошто да се срамиш. Тој Паша нека се засрами, нека се засрамат тие лажни сведоци. Ако можат да се засрамат, ти нема зошто да се срамиш и нема ни волку да се срамиш. Ние знаеме вистината. Ние ја знаеме, сестро, вистината. Покрај тебе сме. Знаеме, Зарифе. Така е. Ние знаеме. Горе има Господ. И тој знае, Зарифе. Нема ни волкуцка да се срамиш. Ме слушаш ли? Ке стоиш исправено и ќе држиш главата крената. Сите ќе го сториме тоа. Така ли е, Рамис Ефенди? Така е, Фатма, така е. Така е, нели? Така е. Така е. Така е. Зарифе. И тој Абдул ќе плати за ова, ќе видиш. Кога ќе дојде време, ќе плати, брате. Вело дека ќе има војна, вистина ли е? Уште војна ни фалеше. Вистина е.
Джабер Ефенди, Молам. треба да отидеш до градот и да видиш што се случува таму. Добро. Ќе одам да видам, ќе одам. Ајде, Джабер Ефенди. Молам. Не чекаат многу тешки денови. Така ли е? Се плашам дека е така, госпоđo Бедија. Ајде со здравје. Нозете ќе ја отечат, чичко Рамис. Ама не плашете се, брзо ќе се опорави. Не треба ништо да прави, треба повеќе да се одмора. Така е, нека одмара чудото мое. Така е. Треба да се одмара. Останете со здравје, ние ќе одиме, чичко Рамис. Диловер, да ја намачкам со Мелемов, па ќе одиме. Готов е, нели? Готов е. И јас ќе дојдам со вас. И јас. Вахиде? Мамо, дозволи ми да одам да дознам што се случува. Те молам, тато. Зарифе, ова ќе ти ублажи болката. Ете, готово е. Со помен нека. Ајде да одиме. Ајде. Останете со здравје. Дојдов да се пријавам како доброволец. Дајте ми оружје. Не те разбирам. Дојдов да се пријавам како доброволец. Дајте ми оружје. Сакаш да се пријавиш како доброволец? Така да. Земи малку здив. Диши. Добар сум, кажи што е. Не можам да те пријавам како доброволец, не можам. Зошто? Немам овластување за да те пријавам. Дојдов да се пријавам како доброволец. Дајте ми оружје. Како не разбираш? Немам овластување да те пријавам. Сторете се што е потребно во врска со тоа што се бараше во телеграмата. Секако, господине. Влези! Што има? Народот се собрал, господине. Сите сакаат да се пријават како доброволци. Вие погрижете се за ова, команданто Джесми. Како ќе кажете, господине. Мустафа? Мустафа Кемал? Каде? Одам. Не разбирам. Одам да се пријавам како доброволец. Командантот не е внатре, капетано. Каде е? Кај макамоте. Ве чекаат таму. Ти благодарам. Народе, ве замолувам да се смирите.
Narode, evo zaključno od včera. Ali Osmanli objavi vojna na Grcija. Narode, molčete me molam. Osmanlijskата vojska se naoѓа на границата и судирите веќе започна. Сакаме да се бориме! Да се бориме, сакаме! Се уште немаме добиено никаква наредба во врска со тоа. Но никој нека не се сомнева дека нашата војска нема да победи. Нема ли да примаат доброволци? Пријатели, се уште не добивме никаква вест од Истанбул за прием на доброволци. Како се бори османлиската војска без доброволци? Народе, смирете се. Смирете се! Сакам да кажам нешто, слушајте ме! Ви велам дека се уште нема пристигнато никаква вест. Команданту, сакам да кажам нешто. Штом волку многу луѓе доште тука да се пријават како доброволци, тогаш запишете ги нивните имиња некаде во некој тефтер и откако ќе пристигне веста, ќе го средите останатото. Слушајте го! Борба! Влезете внатре и започнете со подготовките. Во ред со ме така. Тие што сакаат во редица, натре писарот ќе ви ги запише сите имиња. Еден по еден, ајде. Вахиде, што правиш ти? Па вела да застанеме во редица, тоа го правам. Вахиде, ние сме тука. Нема потреба ти да се запишуваш. И јас ќе се запишам. Вахиде, не зборувај глупости, нема да те примат. Ама зошто да не ме примат? Пукам подобро од сите вас. Вахиде, Мустафа е во право, не може такво нешто. Можно е. И јас ќе се запишам и толку. Вахиде, Добро, во ред. Многу е тврдоглава, во ред. Ќе види сама нема да ја примат. Господа, излезете надвор. Се уште не примаме доброволци. Излезете надвор. Ајде, излезете и испразнете ја собава. Влези. Дојде капетанот Ахмет Екрем, господине. Нека влезе. Повелете, капетано. Следниот. Како се викаш? Јас сум Али Осман, синот на Адем. Колку години имаш? 40. Во ред запишав. Следниот. Ќерката на млекарот Рамис Вахида. Што правиш ти тука? Се пријавувам како доброволец. Јас имам 20 години и имам и пушка. Не примаме жени. Зошто? Следниот. Мустафа од Песоча. Ќерката на Рамис Вахида, ајде запиши. Вахиде, не зборувај глупости, ова не е игра. Нема ли да запишеш? Ќе видите, ќе ви покажам на сите вас. Тргнете се, бе. Мустафа Намик од Песочан. Во ред запишаме. Луѓе, во вечерната молитва се собираме во џамијата. Сите треба да дојдат. Што размислуваш? Не знам. Не знам што размислувам. Не знам ни за што да размислувам. Не знам ниту јас. Фатма, ги гледаш ли планиниве? И ти знаеш, кога се спушта магла низ тие планини, не се гледа врвот. Потоа таа магла се спушта уште подолу. Ќе ги покрие по лињата. Не можеш да видиш ништо пред себе.
како таа магла да дошла и да ја покрила мојата куќа. Како да дошла и да ја покрила мојата татковина. Ништо не можам да видам, не гледам, ништо. Мамо, А, ќе одам да изимам Мирка на Зарифе. дојди, Во ред, дај ми го. дојди, мила. Дојди, душо моја. Душо моја. Ајде, буценце, ти остана. Внучко, ти остана да си играме. Буценце, буценце, каде беше? Кај комшијата. Што јадеше? Попара. Што искрши? Чинивче. Кој те истепа? Мамичка. Кој те сакаше? Дедичко. Да. Миличко моје, миличко. Миличко моје. Надзор на војната академија. Четите кои што се наоѓаат во Битола треба да им се приклучат на единиците од Аласонија. Па според тоа, првата и втората чета ќе тргнат вечерва на пат. Третата чета, како ќе се види подоцна, можеби ќе има потреба да се испрати во Солун како поддршка. Лекарите и санитарните единици ќе тргнат вечерва на пат. За крај, се уште не добивме никаква вест во врска со доброволците. Ќе почекаме неколку дена додека да добиеме наредба. Поради тоа, капетану Ахмет Екрем, за групите доброволци, вие ќе бидете одговорни. Како што ќе кажете, паша? Нашите сили војанина се во дефанзива, додека војните сили кои што се поврзани со нашата втора чета на исток, од врвот лескави преку Тирпан ќе го нападнат преминот на Милона. А силите на Мендух паша ќе се движат кон врвот. 5 чети на Хаки паша се наоѓаат на гребенот Дишкат. Значи дека првата цел на Ектем паша ќе биде преминот Милона. Така ли? Да, Тефик паша. Ако успееме да го освоиме преминот Милона, ќе освоиме многу важна позиција за напредување на нашата војска. Во ред, каква е состојбата со нашето заселување, паша? И дали нашите сили од Битола тргнаа кон Солун? Вечерва ќе тргнат Голем Везиро. Во овој момент се бараат да започнат преговори за доброволците. Што мислите вие на оваа тема, како надзорник? Простете, господине, ама мислам дека времето со доброволни војници е минато. Не треба да се војува со зурли и со тапани. Паша, нашиот опстанок на Балканот и долговите на Османлиската империја зависат од оваа војна. Со оглед на тоа, треба да ги мобилизираме сите луѓе кои што може да војуваат. Разбирам, почитувам Везиро. Ке сториме се што е потребно да ги организираме. Вахиде, кај макамот на Чичо. Мустафа, Хасан? Мустафа, што се случи? Ајде, кажи. Започнала војната, Чичко Рамис. Започнала ли? Што е на ова? Сакаше да се пријави како доброволец. Што зборуваш, бе? Што? Сакала да оди во војна? Не грижи се, тето Фатма, не ја примија. Јас се пријавих, Хатидже. Што зборуваш, Хасан? Се пријавив како доброволец. Ќе одам кога ќе ме викнат. Хасан? Бато, што зборуваш? Слушнавте, ете, ќе одам во војна, ќе одам во фронт. Бато? И вие ли се пријавивте? Да, господја Меријам и јас. Ајде, кај макамот на Чичо. Мустафа, Хасан, влезете внатре. Хатиче, Меријам ќе зборуваме внатре.
Што зборуваш ти? Погледни Зарифе, погледни на нас, каде ќе одиш? Мора да одам, Хатиже. Сакам да се соочам со нечистниците што губиат целото семејство на Хусмен и нашите единствени роднини. Хасан, ти не знаеш да пукаш. Ниту мравка не можеш да убиеш. Бато Хатиджа е во право. Ти треба да останеш тука со нас. Види, сега и бебето е тука. Не оставај сами. Го гледаш ли бебево Хатиджа? Кој го направи сираче Хусмен? Кој ги направи сирачиња дечињата како Хусмен? Зарем не се грците, а? Сакам да се соочам со сите. Сакам да ги убијам сите и да се одмаздам. Еднаш за секогаш. Хасан, доста. Гледаш, го исплаши и бебето. Хасан, синко, не ни личи да одиме во војна за одмазда, да пукаме за да се одмаздиме. Ама ако треба да ја браниме татковината, ќе одиме во војна и ќе пукаме. Ако треба да се умре за татковината, ќе умреме. Ќе умреме без размислување. Ама ако нашата цел е да се одмаздиме, тогаш ние ќе бидеме исти како нив, нели? Нели? Крвта не се чисти со крв. Çalın davulları çaydan aşağıya aman mezarımı Зошто да не примаат женима, мамо? Што ќе биде ако јас одам на фронт? Има причина зошто не примаат жени. Мажите одат во војна, а жените и девојчињата ја чуваат куќата. Зошто? Мажите се борат. Тие се храбри на фронтот, а ние тука. Разбрали сега зошто не примаат жени? Добро ли се, Керко? Добро сум, мама. Добро. Пријатно јадење, Керко. Ние одиме во џамија. Што има во ова време во џамијата? Сите ќе се соберат таму. Добро, тогаш одете. Ајде, одете. Мамо, сакаат да одат во војна. Што ќе правиме ние? Што да правиме, ќе чекаме. Кога мажите ќе смислат нешто, тогаш тоа и ќе го прават. Ако рекле дека ќе одат, тогаш ќе одат. Нам ни останува само да чекаме, да бидеме трпеливи, да бидеме заедно, да бидеме силни, да издржиме. Нели е така била, Керко моја? Така е, мамо, така. Ајде, добро, да влеземе внатре. Ајде. Димитри, зошто сме се уште во затвор? Сторивме се што ни кажа, но уште сме овде. Зошто сме се уште овде, Димитри? Зошто? Почекај, бе. Имај трпение. Ќе дојде, ќе не ослободи. Биди трпелив. Ајде, остави на нас само. Каде си, бе, кај Макамун? Кога ќе не извадиш од овде, а?
Имајте малку трпение. Какво трпение, бе? Те прашав кога ќе не извадиш од тука. Не треба непотребно да привлекуваме внимание. Ако привлечеме внимание, ќе биде лошо за сите. За 2 дена, кога ќе се менуваат стражарите, ќе оставиме вратата подотворена. Тогаш ќе можете да излезете. А другиот стражар? Другото останува на вас. Тоа е се што можам да сторам. Штом ќе излезете, изгубете се веднаш. Не сакам да ве видам повеќе.